Зборуваме за убав и хуман подвиг, кој што ќе се случува наскоро, а овој подвиг хуман има за цел да ја крне свесноста кај граѓаните во Македонија, сите деца кои што се згрижени на детската клиника, а на кои што им се потребни финансиски средства за нови апарати. Знаете дека медицината прогресира, а нашето македонско здравство за жал не може поради финансиите секогаш да ги следи тие нови технологии, па токму затоа и соговорникот на мојот, односно на нашиот репортер од теренот и колега Кирил Стојанов се одлучил на една интересна акција да пешачи од соборниот храм се до манастирот Острог Антонио Пандиловски на Гостин, што ќе се случува токму од почетната точка на подвигот, а тоа е соборниот храм во Скопје. Кирил, добро ти утро. Кирил на Александар. Добро утро. Да. Така, добро утро на моите Јована и Александар. Поздрав од пред соборниот храм, местото каде што ќе започне еден многу убав и хуман подвиг кој што од овде до манастирот Острог ќе има силна порака и подигање на јавната свест за поголема хуманост, поголема поддршка, особено на децата, на оние најранливите кои што очекуваат и заслужуваат наша поддршка. Оваа иницијатива за ултрамаратонска трка токму од овде, од соборниот храм до манастирот Острог е на Антонио Пандовски, а во целосна поддршка е на фондацијата Ице Бегов. Токму иницијаторите и оние кои што ќе го осмислуваат и ќе го поддржуваат целиот овој подвиг, ќе зборуваме со нив во продолжение. Антонио е еден интересен подвиг, меѓутоа пред се еден голем хуман чин. Што те поттикна и од каде идејата токму од овде до манастирот Острог? Која е пораката? Добро утро на сите, поздрав до вас, до сите гледачи, екипата ваша во студио. Овој поттик дојде по смртта на мојата мајка, која боледуваше од канцер. Цел тој случај ме трогна многу. Видов дека медицината многу е заостаната и некое време се думав нешто да направам од срце, да може нешто да ја дигнеме свеста ке народот. И тоа се решив на овој подвиг точно од пред соборен храм до манастирот Свети Василий Острожки, тоа да го изведам. Се обратив јавно на мојот Facebook статус и се обратив кон Елена Бегова, познавајќи од планинарското друштво Кожув. Го разгледаја предлогот мој и по некое време се согласија тоа да го направиме заедно. Сега искрено мислам дека ова е нешто сосема многу добро во Македонија, да ја дигнеме свеста ке народот. Знам дека сме хумана држава, знам дека можеме да успееме. Со Божја волја, Господа волја, патот е светол, воедно сакам да исполнам и желбата на мајка ми, пошто имаше многу желба да појде до манастир Острог, но не успеа да спречи таа болест. Воедно и како мојот татко, кој го носеше името Василие. И по таа координација реков, нека биде овој пат до манастир Острог. Јас сум сигурен дека и вашата мајка и сите ние ќе не направите горди. Тука е Елена. Ќе те прашам зошто баш фондацијата Ице Бегов? Како успеавте да искомуницирате и како оди комуникацијата со неја? Комуникацијата со фондацијата Ице Бегов оди добро, во полна пареа сме со подготовки. Исто така и спремањето. Директно познавам Елена, пак ќе се повторам преку планинарското друштво. Знам дека има фондација и викав подобро ми е тука да се пружам, бидејќи кој ќе знаеш некој се подруго имаш доверба. А ако бараш сосеа нешто ново и се обратиш кај некој непознат, имаш и сомнежи дали може да биде секако што треба, пошто живееме во таков момент што има се прат многу, може да се искористи човек. И ја имам целосно довербата кон Елена и сум пресреќен што сме во соработка. Елена, јас некако и знам дека вие како фондација помагате многу и работите на многу полиња. Која е пораката да се поддржи една ваква иницијатива, што е што фондацијата сака да го прати како порака со поддржување на еден ваков настан и како вие се чувствувате како дел од целата оваа организација? Како што кажа и Антонио, кога ни се обрати за поддршка, ние безрезервно прифативме
знаејќи како фондација која што се грижи за најранливата категорија на граѓани, познавајќи ја и состојбата на детска клиника, на универзитетската детска клиника, кај што има позаостанати, постари и понесовремена опреба, затоа безрезервно се одлучивме да го поддржиме Антонио, кој што и самиот кажа, има доверба во нашава фондација, која што веќе 3 години успешно им помага на најранливата категорија на граѓани. Повеќе пати ги спомнавте детската клиника, тој спомна борбата на неговата мајка, несоодветната опрема. Од тука и прашањето како и на кој начин се тоа е поврзано, тоест на кој начин вие ќе помогнете во тој процес на подобрување на опремата на здравствените услуги во Македонија? Значи вака, цел овој подвиг, цела оваа акција ќе се насочи кон донирање, да бидеме сите сплотени, да го потикнеме народот да донира. Со разговор со директорот Реджеп Мемети на универзитетската детска клиника, ни објасни дека на самата клиника има потреба од многу повеќе апарати и повеќе современи апарати за побрза и поточна дијагностика, така да што целата донација ќе оди во набавка на современи апарати и опрема на детска клиника за децата кои што таму секојдневно се бораат за живот. Антонио, кога е предвидено тргнувањето, како и на кој начин ќе се движи рутата и кога е предвидено да пристигнеш во манастирот Острог? Предвидувањето за тргнување е на 2 јули, некаде околу 8 часот тука од предсоборниот храм. Рутата е предвидена да движим преку Србија и Црна Гора, околу 600 километри, планирано околу од 35 до 45 километри да се поминуваат секојдневно. Одмарам тука по градови и се надевам дека ќе успееме. Подвигот сепак не е мал карактер, е многу тежок, сака многу посветеност, издржливост, физички спремност, но се бара и дисциплина. Но верувам дека се ќе биде како што треба, дека ќе се издржи без проблем, бидејќи патот е светол, Божјот Господова волја и знаеме зашто трчаме, која е целта. Морам да те прашам колку се подготвува за овој настан, бидејќи убава емисијата, меѓутоа самиот спомна се работи за една тешок подвиг кој што треба да се одвива. Како се подготвуваш и како и на кој начин луѓето можат да ти помогнат во целиот тој подвиг? Се подготвувам со долги трчања, пред работа, после работа, неделно околу 110-120 километри треба да и поминиш, а не е лесно и да работиш и да трчаш, си бара телото одмор. За да помогне народ, нема потреба ништо, доволно е на самиот ден, кој како може, доволно е да ме придржи по пат или едноставно да излези, да аплодира, да поддржи. Мислам дека ова мисија сакам да не сплоти сите, да не обединете. Елена, како и на кој начин луѓето можат да донираат финансиски, да помогнат во целиот тој процес, да се обезбеди многу повеќе средства за набавка на опрема, како и на кој начин да ве контактираат и да ги достават своите донации? Значи донирањето ќе се одвива на неколку начини, ќе бидат отворени телефонски броеви кај што ќе можат со еден повик да донираат. Исто ќе има отворено веќе и наменска сметка за оваа иницијатива, наречена за нашите мали херои, кај што ќе можат исто така да донираат и на наменската сметка, а исто може и во договор со компании да се договориме слободно да донираат и одредени апарати без да ги донираат апаратите, без да донираат средства на жиросметка или со повик. Во оваа прилика би сакала да кажам дека и само што почне иницијативата ни се приклучи и словачка амбасада, сопругата на словачкиот амбасадор Жанет, кој што ни ја дава целосната поддршка, како и Амела Мемиш Апостолова, кој што исто така она е психолошки терапевт и кој што му ја нуди својата психолошка поддршка на Антонио. Се надеваме дека тој број на луѓе ќе биде многу поголем низ текот на целата иницијатива. Јас ви благодарам на двајцата за разговорот. Тебе ти посакувам лесен пат да се подготви за ова. Елена, им посакувам да ги обезбеди сите оние работи кои што се потребни, па се надеваме дека кога ќе се вратиш од манастирот ќе се видиме повторно со успешно завршена мисија. Фала исто и на вас.
Еве, ја слушнавме целата иницијатива за тоа од овде, од Соборниот храм до манастирот Острог, една убава иницијатива на Антонио, поддржана од фондацијата на Ице Бегов. Овде заедно со нас беше Елена Бегов како представник на таа фондација. Слушнавме сите, секој оној кој што сака ќе може да донира, да се приклучи на оваа иницијатива која што ќе има за цел набавка на опрема, на посоодветна опрема за оние деца кои што се лекуваат на детската клиника, поддршка на сите оние ранливи категории на групи кои што зависат од нашата помош. Секој оној кој што сака е добре дојден и може да донира. Добро, секоја чест за Елена и за Антонио Мојкире. Ние можеме да го следиме и во живо подвигот, да ни се јавуваат од сите оние места кои што ќе ги помине во суштина Антонио од овде, од каде што се јавивте, почетната цел, а тоа е Соборниот храм Свети Климент Охридски, па се до познатиот манастир Острог. Целта, уште еднаш повторуваме, почитувани гледачи, да се крене свесноста хумано да се делува и да се соберат средства за детската клиника. Во секој случај нели потек за поздрав, а као што кажав, екипата на Сака Македонија ќе го следи овој подвиг.